благодарам на прашањето. Јас мислев дека ќе ви израдува игалиштето во Пестолоци. И не само што сте родител, него слушнав дека имате и друга функција во тоа основно училиште. Што лично сметам дека суди на интереси, за тоа ќе морам да се обратам до надлежната институција. Се обратила јас. Па добро, тогаш мислам дека треба, затоа што таков ве молам да не ми се уфрлувате. Принципијално е тоа барање, затоа што имавме таков случај со една вработена тука и мораше да постапи согласно законите во Република Македонија. Игалиштето донација. Така да ќе се обидам во текот на мандатот да има што повеќе донации. Многу најави имаме за такво нешто, за спортски игралишта и за детски реквизити. И се надам дека ќе ги има во огромна бројка. Она што е сега проблем со тоа, не е комбинирано тоа обично игралиште кое што е реконструирано, е што професорите во тоа училиште паркираат преку теренот, така што на нивно барање, мислам дека тоа наскоро ќе го направиме, ќе овозможиме влез од страна на улицата да може да паркират, односно од таму да дојдат позади голот, а не преку игалиштето. Благодарам. Благодарам. Повелете Рангелова. Градоначалниче, ја едно, вие друго, не можам да ве разберам. Јас поддржувам да има спортски игралишта во сите училишта, не само каде што учел син ми. И драго ми е што сте се информирале дека јас сум член на училишен одбор, каде што јас сум барала дали е конфликт на интереси, бидејќи и мене може би ми пречело, заради тоа што јас таму не можам ништо да гласам, заради тоа што можам овде да им ги изгласам извештаите, програмите за работа. Само мене друго ми беше прашањето. Ја не ве прашав дали е донација. Ја го поздравувам тоа што вие се залагате да има донации за изградба на спортски терени, за не знам комбинирани игралишта. Јас јасно ве прашувам. Тоа игралиште е завршено, а вие го ставате за репрограмирање, што значи дека треба сега да се изведува. Дали ова ви е грешно или не сте, значи јасно, јас не знам што, дали јасно не се израдам, точно убаво ве прашам. Благодарам. Зашто со репрограмирање го ставате во приоритет, значи или не рече приоритет, каде што треба сега да се изведува. Добро, моја така. Инаку, еве, драго ми е што ви дадов можност да се испромовирате дека правите игралишта. Ги поддржувам. Благодарам. Да, точно, тоа беше прашањето. Не се работи за промоција, одговарам на прашање кој што го поставивте. Значи јас не кажувам дека си во други основни училишта, како беше, не ветив во Осварев. И детското игралиште воопшто не е завршено. Потребно е дополнителна урбана опрема и знаете многу добро дека потребно се стават заштитни мрежи од двете страни, од страната кај што има едно живеалиште, бидејќи разговарав со тие жители таму на Вистине Печка, и од другата страна затоа што топките и така натаму едноставно одат во правец во кој што е потоа тешко да се продолжи играта. Така што имавме завчера состав на таа тема, мислам дека многу брзо ќе го решиме и тој проблем околу финиширање на игалиштето во основното училиште. Благодарам. Благодарам. Рангелова, повелете. И во однос на паркирањето на наставниците во училиштето, јас како член на училишен одбор лично побарав да не се паркираат во училишниот одбор, бидејќи мислам дека не е коректно деца каде што ученици играат да поминуваат автомобили. Дури побарав и во тоа училиште, значи и во сите други, мислам дека и со Коля Неделковски, не знам како е, кој што училишниот двор служи како улица за преминување. Се знае дека додека се учениците во училиште, вратите на училишните дворови треба да бидат затворени. И затоа ќе ве замолам и апелирам побрзо да го решите проблемот со паркирањето. Благодарам. Повелете. Едно дополнување за програмата, подпрограма К4, културни манифестации на творештво тековно оперативни трошоци. Станува збор кај други оперативни расходи, значи на 426.990 е испуштена, треба да се додаде, кај што се набројувани сите културни манифестации, наместо печатење на општински рекламен материјал, треба да стои културни манифестации по повод Нова година.
Да, треба да се дополни со таа алинеја. Значи кај К4 програмата На крај. 426 990 други оперативни расходи, после тоа имате меѓународни денови на општина, Ден на Европа, ајде заедно на Корза и така натаму. И последното е печатење на општински рекламен материјал. Значи, наместо печатење на општински рекламен материјал, ве молам, заменете го со културни манифестации по повод нова година. Грешка е тоа печатењето, не одговара по видот на расходот да биде во наведен овде, кај другите оперативни трошоци, а е испуштена манифестацијата по повод нова година. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Илјоски, повелете. Благодарам. Значи, сакал само кратко да прашам во делот за култура, значи програмата за култура, ставката 425-990 други договорни услуги. Планирано било 1 милион денари, а сега е предложено со репрограмирањето зголемување за 3 милиони или да бидат вкупно 4 милиони. Сакал значи да добијаме едно појаснување во врска со ова, затоа што и поприлично значи зголемување на средствата, а за разлика на тоа па на други делови во оваа ставка па имаме намалување драстично, така да би сакал да имам појаснување во врска со оваа ставка 425990 програма К4 култура. Благодарам. Повелете. Од причина што, како што спомнав, кога се проектираше буџетот, односно програмите, беше запоставена ова манифестација по повод новогодишните празници. Значи сега се дополнува други договорни услуги од проста причина што од таму мораме да ги плаќаме дел од учесниците во таа манифестација. А манифестацијата, сега ви кажав, од каде треба да се дополни програмата. Значи, ова е во функција на ова манифестација по повод новогодишни празници. Пред нова година има доста представи, осим она што општината би требало и замислува да организира како хепенинг на улиците на наша територија. Секоја година општината и носи дечиња од градинки, по големата група од градинки, или ги носи, или представите ги носи во градинките, а школските деца па ги носи во детските театри и на представите по повод нова година. Од таа причина е зголемувањето. Тоа не значи дека целиот износ ќе се потроши, меѓутоа мора да се испланира, па во зависи од тоа колку учесници и колку учесници ќе има, така и ќе се трошат. Впрочем, има завршна и извештај по програмата и завршна по буџетот, па ќе видите на што се потрошени овие средства. Али треба да бидат планирани. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете, Радивојша. Јас би прашала од службите, кој ќе одговори, дали е направена реконструкција на громобранската инсталација по училиштата? Благодарам. Дали е тоа во оваа програма? Јас сепак, ако ми дозволите, ја би се консултирал со колегите по еден извештај убаво би ви дали, знам дека во 2012 година имаше реконструкција на громобранските инсталации, точно во кое училиште, колку? Да. Еден извештај. Благодарам, Трпевски Дарко. Благодарам, председавач. Јас повторно би сакал да се навратам во делот на програмата Локален економски развој, односно изградба на други објекти, катна гаража кај Нова Македонија, како што објасни раководител на сектор господја Миријана. Значи веќе има обезбедено средства за изградба на оваа катна гаража, односно има подпишано договор и има добиено одобрен кредит од соодветна банка. Тие средства повеќе не се повлекуваат од причина која што смета градоначалникот дека е соодветна. Јас би сакал да го прашам следното: дали за оваа катна гаража има веќе распишано
оглас има избрано изведувач кој што треба да ги изведува работите или не, односно во која фаза е цела постапка за изградба на оваа катна гаража? Благодарам. Благодарам. Повелете, градоначалник. Благодарам на прашањето. Значи, кога ја презна функцијата, тоа беше два пати разговаравме на седница на Советот на ова прашање. Една од првите работи со кои што се соочив да видам што е планирано е катната гаража. Таа, ако не се лажам, мира нека ме поправи 4 милиони евра. Тоа е сериозен товар за општинската каса, особено во ситуацијата во која што наследив општинската каса. 4 милиони евра за паркинг кој што треба да обезбеди 180 паркинг места. Помалку или повеќе, ако не самите, потоа можеме сите овде да израчунаме колкава е сумата и што добиваме за тоа. Особено што таа катна гража и местата не се планирани, не биле испланирани за жителите, па да имаме ефект од тоа, туку е испланирано за администрацијата која што е сместена во и ќе биде дополнително сместена во Нова Македонија. Кажав и тогаш дека сметам дека парите кои што се наши на општинен центар е попавено бидат искористени за новото училиште што треба да се гради во Капиштец. И тоа е, ајде да не речем политиката, тоа е правецот во кој што размислувам јас и во кој што размислува администрацијата. Разговарав неколку пати со изведувач и избран, тоа е Пелагонија, разговарав со директорот, во неколку наврати му ги посочив моите размислувања, имав на почетокот средба и со првиот човек на Комерцијална банка, од каде што е земен кредитот, ние немаме право, за жал, јас велам за жал, може би некој не согласува секој да ги искористиме истите средства за друга намена, бидејќи тоа е наменски, но имаме право, доколку го решиме тој проблем, таа сума, бидејќи банката на градот што не е интересира, да ги искористиме за друга намена и во тој правец се моите размислувања. Благодарам. Благодарам. Трпески, повелете. Благодарам, јас би сакал да реплицирам на одговоров со едно дополнително прашање. Како што велите, сериозна инвестиција, да, точно сериозна инвестиција, затоа имаме и сериозен градоначалник кој што работи во функција на граѓаните и потребите на граѓаните, и тука сме на чисто. Проблем настанува доколку она што е започнато и однапред договорено има потреба да биде еднострано раскинато, односно општината центар во случај да пристапи кон раскинување на веќе потпишан договор, истиот тој договор повлекува и плаќање на казни, плаќање пенали, односно плаќање на средства непотребни, само затоа што некој смета дека не е во ред да има катна гаража на место каде што е веќе завршена цела постапка. Значи, имаме случај каде што општинен центар може да се случи да плаќа пенали, да плаќа казни за едностранно раскинување на договорот. И тоа во таа насока ми е и следното прашање. Што тогаш? Благодарам. Благодарам.